9 май е ден кој ги чествуваме и се поклонуваме пред големото дело на припадниците на партизанските единици од Народно-ослободителната војна, кои со двете заседанија на АСНО ја заокружија вековната борба и стремеж на македонскиот народ за своја самостојна држава. На денешен ден, пред 81 година, падна најголемото зло што му се закануваше на човечкиот род. Падна фашизмот, како сила, како идеологија. Во тешко извојуваната слобода, животите ги загубија повеќе од 60 милиони луѓе. Од нив 24.000 биле македонци, а 153 биле делчевци. На денешен ден, во 1945 година, со приклучување на безбожната капитулација на Германија, официјално беше ставен крај на Втората светска војна. Во неа учествуваа 61 земји, со вкупно 2,1 милијарда жители, и 96% од тогашното светско население. Во Втората светска војна човештвото го чинеше повеќе од 10 милиони жители. Македонскиот народ масовно се вклучи во Народно-ослободителната војна и создаде сопствена војска командувана од својот главен штаб, која што беше респектирана и прифатена од антифашистичката коалиција. Денот на Европа и денот на победата против фашизмот, 9 мај е ден кога се одбележува европскиот идентитет, ден на заедништвото на сите народи на стариот континент. Еден од навечаните датуми во Европа, 9 мај, се одбележува како Ден на Европа, бидејќи го означува пресвртниот момент во кој е дефиниран идниот излет на Европа. 5 години по германската капитулација, на 9 мај 1950 година, Роберт Шуман, тогашниот министер за надворешни работи на Франција, го представил својот предлог за формирање на Европска заедница за јаглен и черик. Овој предлог, познат како Шуманова декларација, се смета за почеток на формирањето на денешната Европска унија. 9 мај, како Ден на Европа, кој го прославува единството, мирот, слободата, просперитетот и заедничката работа на стариот континент. Се одбележува од 1985 година. 9 мај треба да послужи како потсетник дека фашизмот во Европа и во светот никогаш не е искоренет и вистински поразен и дека против него треба да се бориме и денес, секојдневно, бидејќи антифашизмот, рамноправноста и почитта меѓу луѓето без оглед на нацијата, верата, расата и полот се цивилизацијски текови и вредности кои мораат да се негуваат. Во чест на сите храбри и загинати борци, за сите оние што ги дадоа своите животи за слободата. Со големо поклонение кон нивната личност, ве поканувам сите присутни да им одадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. По повод 81 година од победата над фашизмот и 9 мај, денот на Европа, свежо цвеќе пред споменикот на панатите борци ќе положат. Делегација на општина Делчево, организации и институции, политички партии, Сдружение на борците, Сдружение на граѓани и други. Нека повелат.
Страничка. Vero? Почитувани присутни, почитувани гости, се покануваме на дебата која ќе започне во 11 часот во спомен до Маслон. Воедно нека ни е честит празникот. Со тоа овдешниот собир заврши и ви посакуваме пријатен ден. Valeri, hai